едно од најважните, ако не и најважно, вие неколку пати барем сте го посочили како најважно е проблемот со името. Имате ли идеја како да се реши ова прашање? Еве еден чист став. Се надам дека почисто до вас здравје. Значи коментари и на ова ако има, да сме живи и здрави. Може и да имам. Нека има. Името не може да се решава без државен консенсус. Не може да се решава без државен консенсус. Не партиски, не владин, не национален, не етнички, државен. Што подразбирате? Тоа значи дека сите релевантни чинители, власт и опозиција, албанци и македонци, сите мораме да се сложиме околу тоа што е црвената линија на Република Македонија. Јас тврдам дека ова прашање има толку големи пропорции, и не за сега сите буквално што живееме во оваа земја, посебно македонците, да легитимитетот кој владеачката партија го има добиено на избори не е доволен. Колку гласови има добиено? Колку претеници? Треба ли да имаме референдум на крајот на тој процес? Како ќе го добија? Знаете ли колку луѓе треба да гласаат на тој референдум? Ако биде конститутивен... 50... Не. Нема. Двете големи партии 2011 рекоа дека ќе биде облигаторен. Конститутивен е, ја не изнамнивите шпекулации и калкулации, тоа е манипулација со народот. Или има референдум или нема. Кој е вашиот став? Треба да има референдум? Значи, апсолутно. Јас сум да се постигне компромис. Меѓутоа, каква содржина ќе има тој компромис? Не може да решава само еден човек. Или сите ќе се договориме за тој компромис, кој не обезличува како македонци, или ја не сакам да разговарам за таа работа. Значи, луѓето овде се согласиле на географска додавка. Кого прашале? Кој ги овластил? Само велите се спорат дали е пред Македонија или пред Република. Кој им дал право да се договараат за географска додавка?